Јас како представник на коалицијата Храброст за Македонија не го потпишав кодексот од две причини. Првата причина е начинот на финансирање на парламентарните избори, во кој што огромни суми се издвојуваат само за 4 коалиции или 4 политички партии, како што рече претходниот мој говорник, трошки за сите останати. Идејата на државното финансирање на изборната кампања, на изборниот процес е да се потекне политичкиот плурализам, да се потекне вишепартискиот систем. Тоа значи да се потикне и јавување на нови политички партии, да се потикне јавување и на нови идеи, на нови мисли, на нови програми. А не е идејата на државното финансирање на изборите да се финансираат главната политичка партија на власт и главната опозициона партија. И што е најстрашно, со законот се забранува било какво дополнително финансирање. Тоа значи ако некоја нова, свежа идеја има поддржувачи и има спонзори кои што ќе ги поддржат во оваа изборна кампања, тие не можат со тие средства добиени од спонзори да финансираат кампања, односно медиумска кампања, што е крајно недемократски, антипартитски, антиплуралистички и што е спротивно на интересите на граѓаните на Република Македонија. Втората причина зошто не го потпишав е тоа што носители на листи учествуваат во претседателската кампања. И сега можете да замислите, учествуваат во претседателската кампања и не дека имаат некој големо влијание врз гласачкото тело, зборуваат пред приведените партиски членови кои што мора да ги слушаат, но пракаат лоша порака. Не се почитува изборниот закон и пракаат порака како ќе водат Република Македонија кога ќе дојдат на власт. Тоа значи повторно ќе биде беззаконие, повторно Република Македонија нема да биде правна држава и повторно ќе збориме сите во името на правото и на правдата, а уште во изборниот процес сме подготвени да го кршиме изборниот закон и се она што значи добро однесување на овие парламентарни избори.